вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер на Радио Лидер. Наш вечерашен гостин е портпаролот на ВМРО ДПМН, господинот Наум Стоилковски, човекот кој што денеска беше со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на она лидерска средба со премиерот Заев. Добро вечер, господине Стоилковски. Добро вечер, добро ве најдов тука во Радио Лидер. Ја еве и сега само што го споделив овој стрим, многу сакам гостување во радио, многу сакам радио како медиум. Вака, веднаш да си кажам дека ми е многу драго што сум тука вечера. Ти благодарам, Наум. Ти веќе неколку пати си ни гостин тука, не си ни на платен список. Да помислат слушателите дека некако Македонија беше последниве година дена во некоја институционална криза, паралелно со корона кризата. Имаше неколку, би кажал, нереални очекувања од владата, еве конкретно за пописот дека ќе може да започне за 2 дена од денеска, да се во време кога еве денеска имаме 41 починат од корона. Некако премиерот Зоран Заев и последниот период уверуваше дека тој попис ќе започне на 1 април, се до вчера. Денеска што се случи преку ноќ? На почеток морам да кажам дека Македонија во институционална криза многу од поодамна, веќе јас би рекол на 6-та година, откако Македонија западна во една институционална криза во која што најголемиот број од зафати кои што се направија од актуелната власт се спротивно и од она што се ветуваше од нив како некоја изборна кампања, платформа со која што се бореа да дојдат на власт, но и спротивно на она што е вистинска волја, желба и потреба, најмногу потреба, суштинска потреба на граѓаните. Таа потреба на граѓаните пред се ја гледаме сега кога во налетот на епидемијата од корона, еве веќе втора година гледаме едно тотално себично и пред се нечовечно однесување од страна на власта. Жал ми е што ова морам да го кажам, бидејќи ако се навратиме поназад, пред да ви одговорам за она што се случуваше денеска, опозицијата пред се ВМРО ДПМН укажуваше на многу недостатоци во налетот на короната, кога почна целата приказна сето ова светско случување со пандемијата, дека надоаѓа навака, власта велеше дека сме подготвени, дека буџетот е ликвиден, дека се е подготвено. Гледавме медиумски извештаи во кои што се говореше дека нема ниту тестови за корона на почетокот, ако се навратиме на почетокот на 2020 година, пред да материјалите за првите случаи се испраќаа во странство на анализа. Апсолутно, и Венко Филипче велеше дека сме ние подготвени, дека се има, и на крај излезе токму ова што го говоревте. Јас морам да го напоменам и секаде го споменувам, се присеќам на тој еден дуел телевизиски, тогашната министерка Нина Ангеловска со Треко Славевски, професорот, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, во која што она велеше дека блескаме, економијата блеска и дека ќе имаме не знам каков раст, додека он држеше буквално лекции што треба да се преземе пред налетне на ваква епидемија, на ваква една пандемија, дека ќе потоне економијата пред се. Она што и се случува, и Македонија заврши во рецесија. Не се денеска она што се случи е, би рекол, победи разумот, артикулиран од страна на лидерот на опозицијата, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој што морам и ова да го напоменам, помина низ пеклот низ кој што поминуваат илјадници луѓе и илјадници семејства во Македонија, помина низ она што значи заболување и криза со вирусот, предизвикан од вирусот COVID-19, помина низ инфективните клиники, помина се она што, ајде да речем, Господ го чувал да заврши се добро. Меѓутоа, уште тогаш упати една порака
чим уште беше во инфективната клиника, кога упати една порака и до меѓународната заедница, но и до домашната актуелната јавност, пред се на општествено-политичка јавност, дека мора да се преземат конкретни чекори, а тоа е одложување на пописот и со самото тоа одложување на локалните избори, и веќе доаѓаме во делот на одложувањето на пописот. Да, денеска се случи, ајде да не речам чудо, но се случи уште еден, и да не биде сватено како навреда, уште еден заевизам, односно враќање на она што беше како најцврст бетон на Зоран Заев, дека нема да има одлагање на пописот и дека тој мора по секоја цена да се одржи во периодот кој што требаше да започне, а тоа е веќе, рековте, задутре. Надвладеа разумот, меѓутоа може да вака и на слободна анализа да направам, дека надвладеа и искуството. Ако земем пред дека Зоран Заев денеска рече дека може би после средбата, дека и во септември е можно да има исто корона, да има нов бран, да не е тоа смирено. Меѓутоа, јас би подсетил и на ланскиот период, кога се бараше одлагање на изборниот процес, за кој што се имаше исто вакви тешки битки за да се одложи за крајот на август, почетокот на септември, меѓутоа власта не дозволи тогаш, имаше некое мало одложување од некои 10-15 дена, и се случува изборен процес во ек на бран на корона, а веќе следниот период, крајот на август, почетокот на септември, кога се бараш и кога оние криви покажуваа дека ќе има намалување, токму тоа и се случи, опадна она бројка на зарази и ширење на вирусот, иако беше крај на лето и она така наречена туристичка сезона пумпана со разноразни ваучери за одмор. Истото се случува и сега со тоа што овој бран на корона веќе гледаме и признанија од она што треба да бидат релевантни извори на информации, како доктори и Министерството за здравство, дека овој бран на корона со новиот вид на корона, подвид британски вирус е многу по-лош од оние со кои што се соочувале до сега. Еве, денеска за жал имаме нови, чинам над 41 семејство се подготвува за погреб. Жал ми е, изразувам сочувство за сите оние починати. Сведоци сме на над 100 погреби во земјава за еден викенд. Сведочиме многу лоши работи, а во тие лоши работи очигледно дека беше приоритет да се одржи попис, меѓутоа еве, гледаме дека денеска се случи и тоа што се случи, надвладеа разумот. Еве, јас лично не би сакал да тоа звучи некако триумфалистички, меѓутоа победи здравјето и грижата за здравјето над политичкиот договор помеѓу коалицијските партнери во власта. Имаше... Предраг, слободно сечиме, јас можам вака и без прекин до крај на емисија. Имаше уште еден напис, што еве гледам дека провладините медиуми го буткаат дека била договорена деблокада на собранието. Собранието никогаш не беше блокирано. Зошто се презентира тоа на тој начин? Затоа што ние бевме сведоци дека цел овој период, месец и пол-два уназад, собранието, владеачкото мнозинство не можеше да си обезбеди кворум за работа. Зошто сега еве на некаков начин се обвинува опозицијата за тоа? Дека била договорена деблокада на собранието. Видете, сега значи во својот безизлез власта цело време правеше еден таков дефокус дека вината лежи во опозицијата. Значи за се она што не ги бива, за економија, за здравство, за сиот колапс во целото општество, за рецесијата, за се е вино, за ланскиот снег, се е вином на опозицијата, а тоа е тука лежат два моменти. Првиот момент е вадење од својот неуспех, вториот момент е зацкривање на својата неспособност. И токму затоа ќе го истакнам она што и денеска се случи, дека на зелена маса победи на вистина една стратегија предложена од опозицијата за излез од кризата. Многу убаво сето ова го опиша Христијан Мицкоски, председателот на ВМРО ДПМН, по оваа денешна
средба, дека тоа е еден вид на Њутнов закон, акција, реакција, колку што е конструктивна власта, толку ќе биде конструктивна и опозицијата, конструктивна во насока на подобрување на условите за граѓаните да излезат полесно од оваа општа криза во која што се втурнати заради неразумната власт. Зошто неразумна? Затоа што ако ги следите собраниските случувања, а верувам дека ти ги следиш, да речеме, не знам колку слушателите ги следат, се носеа закони по скратена постапка. Се прескокнуваа процедурите низ кои што требаше, матичните комисии низ кои што требаше да се донесат. Се беа одбивани сите амандмани поднесени од опозицијата кои што беа конструктивни. Се туркаше на некој начин на сила она што сакаше своеволно, произволно да си го донесе власта и беше посакувано дури од една страна и посакуваше и Зоран Заев тоа јавно си го кажа дека сака една послушна опозиција која што не може да ја добие во ВМРО ДПМНЕ, ниту па може да ги надвладее на сила, затоа што силата раѓа сила. Така што и ова денеска што се обидуваат да го исперат со тоа дека биле откочени и дека на некој начин било инат во прашање, всушност е само едно покривање на својата неспособност и покривање на неспособноста на власта. Се разбира дека од каде да стигаат, од кој центар на мок стигаат тие тези. Околу одржувањето на престојните локални избори, тие сега се преместени за втората половина на октомври, меѓутоа беше договорено да бидат употребувани оние апаратчиња за отпечаток од прсти, фингерпринт апарати. Дали со тоа се намалува, така и беше истакнато денеска, дека се намалува можноста за злоупотреба на изборни измами. Односно, го знаеме, го паметиме гласање во рок од 5 минути 2 секунди, 4 секунди, 6 секунди, сите оние статистики кои што ги вадевме после. Ќе заврши ли конечно тоа во држава? Во секој случај ќе биде алатка со која што такво нешто се надминува. И таа алатка не сме измислиле ние само за во Македонија, таа алатка ја има во светот и тоа е позната алатка. Прашањето е зошто на веќе донесен закон од мислам беше 14 или 15 февруари минатата година е влезено во закон за избори при измена на изборен законник, власта не сакаше да го спроведе. Во делот каде што беше таа измена на закон тогаш донесена, стои дека доколку постои можност, предстојните предвремени парламентарни избори би се спровеле со фингерпринт, но доколку не е веќе следните избори, а следните избори се редовните локални избори во Република Македонија, да бидат направени со електронска верификација на гласачот, тоа е тој отпечаток од прст, при тоа се задолжува министерство, се задолжуваат сите други институции кои што треба да дадат датабази своји за да може да се функционира така, но тоа што беше индикативно беше дека ниту во ребалансите кои што следеа во текот на годината, ниту пак со новиот изгласан буџет, пари за Државната изборна комисија да набави такви апаратчиња немаше. Постоеа тука натегања дали да, дали не, дали сме подготвени, дали не сме подготвени да спроведеме едни такви избори, меѓутоа еве гледам дека, како што реков денеска, се случи чудо, надвладеа разумот во Македонија, да се направи нешто добро за Македонија, да конечно се излезе од вителот на она што значат препораки од ОПСЕ и ОДИХР и сите други институции кои што ги наредуваат изборите, и тоа мислам дека има повеќе од 6-7 па и 8 години кога се напоменати и стојат во еден план за употреба на апаратчиња за отпечаток на прст во замена за она мастило невидливо или како и да се вика, како решение што било дадено за земји од третиот свет. Така што видете, и ова е еден дел од оно откочување што сакаат они да го прикажат во парламентот, да почне конечно разговор на вистинска основа, да почне разговор помеѓу работните групи, да почне разговор помеѓу власта и опозицијата за да се прифаќаат оние вистински
решенија за подобрување на квалитетот и на демократијата на маса, бидејќи опозицијата знае да даде разумно решение, знае да даде добар предлог, но доколку нема кој да го прифати или се води инает, апсолутно дека се оди со поинаков став. Силата раѓа сила, нели? Што мислите на што се должи, еве, цела вечер повторувате надвладаа разумот. Едноставно еве вака да ги ставиме работите, преговори на зелена маса. ВМРО ДПМН од една страна има свои барања, кои што да, се разумни, за да не се плати овој политички договорен процес, како што го нарекувате, да се плати со многу човечки животи. Така? Еве ако земеме предвид дека не знам, еве меѓународни институции од Вашингтон велат дека прават анализа дека заклучно со 1 јули Македонија ќе има речиси 6000 починати. Па доколку се направеа избори, видете сега, доколку имаше да ќе беа, не е дека не ги читаат тие извештаи и сега не би сакал да бидам во кожа на некој што би туркал еден ваков политички зафат за обстанок на владеачката коалиција и на својот грб да му ги натоварат 6000 починати лица. Да, ма премиерот Зоран Заев малтене до вчера ни убедуваше дека да, пописки има од 1 април. Па види, Како успеавте вие како политичка партија да го изменаџирате се тоа? И да го остварите? Пред аргументите не се може ништо. Пред аргументите не се може ништо. Тоа се аргументите. Дека мора да се направи нешто добро, дека бројот на починати е премногу голем. Очигледно дека Зоран Заев го осетил притисокот на своја кожа и она кога имаше вчера завчера огромен број на починати и на семејство забиени во црно, он отиде со Венко Филипче да вози мотор. Притисокот доаѓа не само... Затоа говорам дека сите околности ни говореа дека нема да биде прифатено од нивна страна. Видете, не доаѓа притисокот само од опозицијата, веројатно и внатре нешто татри, нешто расте и некој незадоволство се раѓа. Еве, например, како да веруваме ние во имунизација во Македонија, дека доаѓа имунизацијата, или треба да веруваме во изјавите на Венко Филипче, кога денеска има објавено слика на еден меѓународен медиум на македонски јазик, на која што се гледа половина кабинет на Венко Филипче како чека ред во Ниш да се вакцинира. А ако Венко Филипче не убедува дека започнува имунизацијата во Македонија, тогаш побогу зошто неговиот кабинет ќе се турка и ќе прави редови во Ниш да се вакцинира. Таму, впрочем, видовме и еден висок функционер на СДСМ, поранешен министер, како чека ред за вакцинација. Ама они можеби не сакаат да ги трошат вакцините во Македонија за нивни потреби. Ајде да бидеме сериозни. Значи се работи за целосна недоварба и се работи за колапс на еден систем. Во секој случај, надвладеа разумот денеска, надвладеа она што значат аргументи, она што значи континуирана исправна борба и посочување, а не политиканство, надвладеа вистинска стратегија за излез од кризата во која што не втурнаа. Еве, впрочем, кога сме веќе кај кризата, го спомнавте, парламентот се збореше и за оние петиот пакет на помош. Колку што знам, како што и впрочем и како партија ги имаме анализите, пакетот мерки е донесен од владата, пратен до собранието и изгласан во владата пред гласањето за доверба на Зоран Заев, кога на копче се ги собра 62 да му дадат подршка во парламентот и да си го продолжи политичкиот живот. Зошто тогаш не беа изгласани? Токму тоа е прашањето. Дали можеби за тоа не стои дека во државата немало пари и дека е уште една игра на зборови, правење на атмосфера за обвинување на опозицијата, а всушност власта не презема ништо за помош, затоа што реално нема пари во државата. Државата е во рецесија. Добро, ама еве, благо кажано, не е тоа манипулација со бизнис секторот. Затоа што во петиот пакет бизнис секторот се изјасни. Претседателката на Сојузот на стопански комори имаше една многу бурна реакција пред некој ден на социјалните мрежи, што всушност е и јавен настап.
каде што изрази целосна недоверба кон власта во поглед на имунизација, во поглед на мерките кои што се преземаат, Да, ме има а тоа е конкретно. поврзано едно со друго. И дека не е. Господин Столковски, еве конкретно за мерките. Значи во петиот сет мерки влегуваат и февруарските плати, кои што законски сите фирми имаат обврска да ги исплатат заклучно со 15 март. Денеска сме 29 март. Тие фирми плаќаат данок и казни затоа што немаат префрлено пари. Пари кои што државата им ги ветила дека ќе им бидат дадени како помош. Не треба тие фирми да бидат ослободени од тие даноци и казни. Ако се враќаме на економијата, треба да се враќаме многу назад, уште од она кога требаше да дојдат Facebook, Google и Oracle, кога беа најавувани, или да речеме зошто се направи нова стратегија за локален, за рамноправен регионален развој, а фактички ниеден регион не се развива, со што да ги изедначуваме. Или да го отвориме прашањето зошто до Жабени кај Битола, кој што го критикува како неспогоден терен и затоа немало да дојдат странски инвеститори, сега државата презема ново парче земја и дел од Жабени е одземено за да направи своја некоја развојна индустријска зона, само не знам кој ќе отвори повторно, ќе се вратам на Facebook, Google и Oracle. Економските зафати на оваа власт се тотално нерационални и тоа ќе го покажам само со еден пример и мислам дека тоа треба да го доловат сите. Започнаа со дојдоа на власт со една идеја, значи кога доаѓате на власт со една економска реформа и велите сега ќе имаме ние прогресивен данок, после неколку години им пукна идејата за прогресивен данок како неисплатлива, се вратија на рамен данок и наместо да испратат порака до инвеститорите во светот кои што прават стратегии на 5 на 10 години за развој, нели, за да инвестираат, тоа се огромни пари, тоа се огромни корпорации, не доаѓаат овдека гранапчиња кои што се вика во Македонија. И наместо да им се упати порака дека во следниот период ќе има таков и таков рамен данок, да речеме, тие велат ние сега ќе размислуваме повторно за враќање и сега повторно пред некоја недела го слушнав Зоран Заев како се размислува повторно за враќање на прогресивниот данок. Вие каква порака испраќате до оние што се занимаваат со инвестиција? Која е таа фирма што ќе вложи во развој, а не знае утре како ќе се пресметува данокот? Па се испрати порака дека ќе растат даноците од тука и тоа од министер во владата, дека ќе растат даноците и дека ќе растат давачките за вработените, па другиот ден беше пупу, не важи, не било разбрано така како што уствари дека он не разбрал или не кажал или не можам да им ги фатам веќе лагите во кои што влегуваат од лага, а тоа покажува само не е ни лага, тоа покажува една тотална какафонија на изјави и идеи, а тоа е само едно, немање стратегија каде треба да биде Македонија и како да се излезе од оваа општа криза. И затоа ќе се навратам на она што се случи денеска. Пукна бетонот на кој што они градеа важни кули за успех. Нема успех, затоа што државата секој ден има десетици и десетици нови починати од корона. А ние немаме жива вакцина овдека. Овие не ги бројам овие вакцини што пристигаат со налепници и со донации или фрижидерчиња. Имаме стотици и стотици илјадници ново заболени во ризик. Секој ден слушам, луѓе ми кажуваат овој починал, оној починал, мене паника ме фаќа, јас сум веќе што се вика во ризична група над 45 години, веќе ме фаќа паника пошто голем дел од мојата генерација, голем дел од мојата генерација се во опасна група. Гледаме неснаодливост во економијата, гледаме еден тотален пораст на дипломатијата, апсолутно гледам безидејност од таа страна и мислам дека токму врз сите овие елементи кои не можат да се исклучат како амбиент во кој што се случи оваа лидерска средба денеска, Мицкоски успеа да ја добие битката на зелена маса со вистинска стратегија за излез од кризата. Дајте да не водиме политиканство и инат, батали дневно политичка шема, дај да направиме нормални услови за нормални избори, дај да направиме услови, значи да вратиме она каде што
почнало уште во февруари минатата година, дајте да вратиме попис онека како што ќе биде кредибилен, бидејќи она што сега се турка е тотално некредибилно и нема политичка волја за тоа како сега за да разговараме за пописа, имаме стотици мртви неделно. Од почетокот до крајот на пописната акција која што би се спроведувала во тие 3 недели, ние ќе имаме огромна разлика во пописната бројка. Не де Боже. Ама тоа го покажува статистиката. Така што тоа што до вчера навидум беше бетон и тоа што се држаа како пијан за старшо, што би рекле повозрастните, апсолутно денеска мора да се соочат со вистината и со тежината на аргументите. Пред аргументи и пред вистина и боговите молчат. Вака сега е уште едно кратко прашање околу економијата. Државава утре се задолжува за 110 милиони евра нови. Пред известен период земавме еврообврзница од 700 милиони евра. Од почетокот на годината до денешен ден преку милиарда веќе си имаме задолжено. Од почетокот на годинава. Од почетокот на годината. Од почетокот на, ако земеме една година, малку повеќе ги следиш економски. Ако земеме една година на назад, колку сме задолжени? Преку 2 милиарди? Преку 2 милиарди. На што се трошат тие пари? Ева, конкретно имаше... Тоа е преку половина буџет? Да. Половина годишен буџет, ние сме во долгови. За само година и 2 месеци. И при тоа морам да потсетам дека и Зоран Заев истакна дека ќе се задолжуваме преку 60% од GDP-то, односно преку она што значат европски критериуми. Веќе имаме достигнато, да речи се 67-8%. Одлично. И он велеше дека, јас колку што се сеќам на една негова изјава, велеше дека не е грев да се задолжиме и до 70% од GDP. Да, натаму и тажнееме. Меѓутоа, она што е само ќе ви кажеме на што се трошат тие? Само вака, пред да ви одговорам за на што се трошат тие пари, освен и на сомнителни софтвер. Какви држави имаат долгови? Значи тоа се краткорочни долгови од 70% од GDP, од бруто домашен производ. Тоа е на пример Јапонија кога прави нова траса на брз воз, што ја исплаќа брзо. Значи збориме за високо развиени, силни економии кои што можат краткорочно да влезат во еден таков да, тоа се дел, да земат пари. За 2 до 3 години се вратат во нормално. Па апсолутно дека ќе го исплатат тој кредит. Веќе имаме и таква е сега заради пандемијата светската економска сцена, се даваат и кредити кои што се дури и помалце со минусна камата, помалце се враќаат назад само за да работат банките, нели? А ние се задолжуваме а економијата ни стои и имаме секој ден се повеќе и повеќе загубени работни места. Да не зборам она што значи иселеништво, да не зборам она што значи бегање од државата, да не зборам мали и средни фирми што се аспект. Зашто се трошат парите? Последните 4 години се трошат да централната власт и општините имаат потрошено 19 милиарди евра. На партизација, на полнење на администрација, на задоволување на партиски потреби, се трошат на секојдневни расходи кои што се непродуктивни. Само еден опис ќе ви дадам. Слушам да речеме дека во Битола општината сега имала суфицит, општинскиот буџет. Случајно го прочитав тоа некаде. Сега ќе ви кажам, знаете како Македонија ги пред некоја година нели ги врати долговите што беа заостанати на општините, ги врати врз основа на пари кои што останале во буџетот, а не може ги префрли, останале во буџетот од нереализација на капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции се тие што носат развој во државата, не носат ваучери за туризам, не носи оние социјални мерки за смирување, за купување социјален мир ден за ден. Значи државата и останале пари заради нереализирани капитални инвестиции и наводно ги подмири долговите, дел од долговите на општините. Сега ми зборат дека во Битола имало суфицит. Тоа значи дека во Битола ништо не е направено. И кога ќе земете од изборната програма во Битола, навистина ништо не е направено. Ниту има автопат, ниту има гасификација, ниту железничка пруга, ниту има
оној патот до Меджитлија, ниту има воз до Меджитлија, да, има пруга, нема воз. Значи, нема ништо и од тоа. Не мора да се работи за да се мисли на економијата. Со купи ден продај, политики, само се заглавуваме во долгови. Нема стратегија за економски развој на државата. Пред малку, нели, ви зборев за даношната политика. Ниту домашното стопанство е стабилно, ниту странците се стабилни да можат да дојдат и да речат, види, ова е стабилна земја што има плани развој за наредни 10 години. И ние ќе дојдеме, ќе инвестираме тука. А сега како велат? Мора попис. Мора попис. Мислам до пред 12 часа. Од прилика толку, да. Да. Што е со меѓународната политика? До кога нашиот премиер, цела наша влада ќе спасува политичката кариера на Бојко Борисов? Мислам дека тоа од денеска мислам дека ќе бидат пренасочени како да ја спасат политичката фотелја на Зоран Заев. Бидејќи после пукањето на овој бетон пред аргументите, после пукањето на оној автомобил со кој што нели се возеа и јуреа по автопат и удрија во еден зид со вакви политички зафати какви што денеска беа одложени како за пописот, апсолутно мислам дека цела енергија ќе биде посветена како да се спаси политичката кариера на Зоран Заев. Тоа што Зоран Заев си купи некој ден повеќе во парламентот со изгласувањето нели на доверба на копче со 62, а потоа немаше никој за да ги изгласа оној пакет мерки за кои што нели нема пари за да ги исплатат. Сега апсолутно мислам дека и овој делот со спасот на кариерата што велите вие, односно молкот пред нападите од страна на официјална Софија, мислам дека ќе биде насочено токму кон спасување на кариерата на Зоран Заев, па ајде сега да излезам малку од партиската улога и да влезам во една анализа. Мислам дека сега ќе очекувам да започне еден вештачки патриотски излив од страна на членови на власта. Оние што нели молча да влезат во еден севдах патриотски да го бранат македонизмот и Зоран Заев да има такви изјави какви што имаше во еден изборен период. Последниве 4 години во Македонија, во држава, сме сведоци еден, ја можам слободно да кажам, феномен. 4 години не обетуваат дека Македонија има датум за преговори, само што не почнале преговорите. Ќе бидеме дел од европското семејство. Точно е дека 4 години Македонија се нема од место помртно. Точно 4 години имаат поминато од како стигна оној извештај дека се бара од Македонија неколку работи. Тоа беа измените во системот за безбедност, кои што беа направени, но не знам колку се функционални, нели? А се нефункционални, на хартија нели се тоа супер. Измени во делот на администрацијата во насока на нели департизација на администрацијата и борба со високата корупција. Точно 4 години има поминато од тој извештај на Европската комисија и гледаме дека борбата со високата корупција не само што тапка во место, туку е се поизразено ја нема. Значи, видливо ја нема. Јас еве ќе повикам јавно доколку го види некој Драги Рашковски да ми јави, јас мислам дека човекот да не се загуби во Мексико. Бидејќи го нема. Од таму пишуваше дека го има, че има истраги тука за него, а Драги Рашковски се уште веројатно со семејството во Мексико и одмара, иако има огромен скандал. Јавни обвинители ви влегуваат, ви прават истрага во влада. Вие сте на одмор во Мексико. А вие сте на одмор во Мексико? Канкун. И тоа никој него во власта, никого тоа не го интересира, дури слушнав некои изјави дека биле премногу строги, јавноста била премногу строга кон него, како и тоа министр во владата денеска на една утринска емисија го кажа тоа при гостување, дека јавноста била многу строга кон Драги Рашковски, што ако бил во Мексико, како да си отвара пат он сега да оди со него. Можеби му нашол овој ефтин аранжман таму, како вика во Мексико е ефтино. Додека во земјата секој ден имате десетици и десетици погреби.
Морбидно е ова. Морбидно е. Мислам, дури и мојот обид да бидам духовит ми е неуспешен затоа што навистина мака ми е да зборам за тоа. Од каде е потребата на власта да сведоци сме дека ние како медиуми и целокупната јавност дека сме етикетирани како пренесуваме лажно. Се она што колку и да се употребат тие аргументи, ние сме обвинувани дека шириме фейк нюс. Па добро, видите сега, не сте само како медиуми, ние како ВМРО ДПМН бевме обвинувани, како политичка опозиција бевме обвинувани дека шириме лажни вести, меѓутоа, еве да речеме, бидејќи се пуштија едни анализи дека при одржување на пописки има некаде 2500 починати и дека ќе има околу 50.000 нови заболени токму во периодот на пописот, од кои што директни или индиректни преносители би биле попишувачите и целиот тој систем на пописот, така? И нас не обвинуваат дека не е така. Еве денеска, прегаска ја спомнавте таа анализа која што покажа дека ќе има 6.000, така? Да, 6.000 починати. Во овој период од овој бран или вкупно? Вкупно. Вкупно, меѓутоа тоа е за колку? За некои 3.000 повеќе од сега, 2.500 повеќе од сега. Значи, повторно ете ги. Да, меѓутоа не беше земена во говоревме 2.500 операцијата попис. Значи, зборуваме за 2.500 ново починати во период кога би се одржувал попис онака како што беше бетон, нели, таа акција и оној апостол од статистика се колнеше дека нема ништо да го... се закануваше со казни. Се закануваше и се колнеше дека нема ништо што да го одложи пописот, освен, нели, комисијата за зарази. Исто така, спомнавме и 50.000 заболени, токму заради математичката пресметка колку семејства треба да поминат по определен број на попишувачи. И таа зараза апсолутно сега се гледа со самото повлекување од страна на Зоран Заев денеска на зелена маса пред аргументите дека фактички сме биле во право. И дека не сме извор на лажни вести, туку на реална, размислена, прецизна прогноза што може да допринесе еден таков неразумен чекор во вакви моменти, во здравствена криза. Исто како што велевме дека треба да има пакет мерки на почеток кои што навистина ќе дадат резултати, исто како што го споменав на почеток на овој интервју професорот Рекославски кажуваше на Нина која што и блескаше буџетот и беше ликвиден, дека треба да се преземат мерки за стабилизација и оној стрес тест на економијата за да може, нели, да издржи еден ваков наплив кој што не е само од здравствено, туку и од тоа што економиите во светот, оние со кои што економски комуницираме, дали преку инвестиции, дали преку увоз и извоз, си ги затвараат своите економии за да си ги зачуваат своите работни места. Но и она што требаше, јас, например, како човек што не е од економската сфера, например, ја очекував не пакет мерки, еве ви ваучери за вие да си разменувате како за сликици, дај ми 3 за зетин, еве ти 2 за одмор, туку да биде пакет мерки кој што да речеме ќе помогне на делот од стопанството да се трансформира во вакви услови. Пак ќе ги споменам, дали некој ќе произведува маски, дали некој ќе произведува заштитни наочари за докторите, дали некој ќе произведува, знаете, да фати ритам, да се прилагоди на времето, бидејќи имаме ние мали и средни предпријатија кои што тоа лесно можат да го направат. Не е тоа воопшто нешто обемно кое што не би можело да се направи. Но таква стратегија јас не видов од власта. И јас видов купи ден продај и пакет мерки кои што се нудат во период на избори, после избори, смирување на нели на она социјално незадоволство. Така што пак ќе кажам, власта денеска попушти пред аргументите и тоа е она што треба да го обележи овој ден. Власта денеска покажа можност
за надминување на самата себе, сепак јас правам една искуството со оваа власт ме тера да правам една отстапка и да имам една, односно да бидам предпазлив, да не бидам прегруб во изразувањето, да бидам предпазлив во очекувањата што може да донесе понатаму, но она што е многу важно е дека распукон е бетон, дека она покажување на сила и злоупотреби кои што фрла црно светло врз опозицијата од таа страна наметнато едно такво вештачко мнение не може да продолжи и не смее да продолжи, особено во услови кога државата е пред, условно кажано, колапс пред кој што многу тешко може да излезе понатаму без една разумна, взаемна размена на идеи и шанси за развој на враќање во нормала на целото општество. Дали очекувате дека оваа тенденција, како што нарековте распукан бетон, ќе продолжи понатаму и ќе биде преточена во победа на локалните избори кои што не очекувате втората половина на октомври годинава? Пред се ја искрено да ви кажам, со фингер, значи се отвара можност да имаме регуларни избори. Избори кои што не можат да бидат наместени. Не можат да бидат наместени. Веројатноста да бидат наместени е многу пониска. Дека дава поголема сигурност во еден процес, во токму на изборниот ден. Видете, значи, нерегуларностите на изборните процеси не лежи само во изборниот ден. Она гласање на 2, 4 на 6. И сега го зборував, дека голем дел од пакетот мерки, од онаа помош и од онаа задолжување заврши на непродуктивни и некапитални проекти, туку заврши во подмитување на социјално ранливи категории, советувања, со полнење на администрација, плати за нив, определување. Видете, се полнеше македонски железници и се полнеше македонски шуми, предпријатија кои што се пред економски колапс. И мака мачат да скрпат плата за оние што веќе се вработени таму, а се дополнуваа нивните подружници низ Македонија со нови партиски војници за задоволување на партиските апетити во изборни цели. Така што, апсолутно, тој дел исто мора да бидеме предпазливи во она што значат регуларност на избори кога даваме вакви оценки. Но она што значи групно гласање, повеќе пати гласање, појавување на повеќе изборни места на едно исто лице, семејно гласање, полнење кутии, бил, не бил, вивче, има, нема, сето тоа, бришење на прстот, па ме има во избирачкиот, па нема, па сето тоа ќе биде надминато од страна на еден ваков електронски регистрација на она што значи гласаш, доаѓаш, оставаш отпечаток од прст, многу убаво опишано во законот. Во законот се кажува дури и во оној закон што беше лани донесен во февруари. Верувајте до кој степен е сето тоа елаборирано. Доколку него има показалецот, гласачот се гласа со показалецот од другата рака, доколку и двата показалеци, значи сето има, до кој прст се следено оној што треба да се остави за да може да сето тоа биде регуларно спроведено. И во таа, јас, например, пронедов една многу интересна напис од постар, од вестник кој што веќе го нема за жал во печатот во Македонија, една изјава на член од ДУИ, кој што самиот кажува дека таков тип на гласање со фингерпринт е договарано уште 2012 или 2013 година. Така што оваа идеја, ке речам, не е уште од сега и аргументите пред кои што со кој што сакаше да се избегне апсолутно да не држат вода, дури ни оној економски, бидејќи и за тоа има начин, има земји кои што има фирми во светов кои што изнајмуваат таква опрема, доколку државата се уште нема да купи. Меѓутоа мислам дека ќе се стигне сега, веќе мислам дека ќе има една почиста слика за тоа што ќе значат избори и дека нема да ни се повторуваат оние гласања од 99,9% на едно избирачко место, излезност и гласање на 2 секунди. Оред, ти благодарам многу за вечерашното гостување.
Ви благодарам на поканата да ја повторам веста на денот, ако ми дозволите, а тоа е дека она што значеше инет и политиканство од страна на власта, денеска попушти пред аргументите. Пописот заради здравствените причини е одложен за септември. Договорено е барем на зелена маса, ќе видиме да се спроведе во текот на утрешниот или задутрен или во среда она што значи договор за измена на изборниот законник за користење на фингерпринт за локалните избори, кои што се одложени за 2 недели, односно за втора половина на октомври, и главната работа е дека пописот нема да се одржи сега кога ќе биде пикот предвиден од сите релевантни фактори меѓународни во Македонија во април, туку дека ќе се одвива во септември. Ти благодарам на уште еднаш. Почитувани слушатели, вие го следевте најновото издание на емисијата Филип Бастер. Имајте убава вечер.